Да се биде хроничар на едно време минато, а посебно да се надополни тоа време минато со нови антрополошко-географски и историографски записи, е можна тешка, одговорна, но благородна задача. За да се биде добар летописец за Кичевско-Демихисарско-Крушевската регија, пред се за борбата на македонскиот народ за слобода и за создавање на своја македонска држава, за периодот пред, за време и по илиндешкиот период, посебно во Кичевско-Демихисарската Крушевска регија, треба добро да ги спознае овие регии, добро да ги спознае мештаните во овој дел на етничка Македонија, да знае да проникне во нивната душа, да ја разгране, а потоа однатре да ја наслика со сите нивни возвишени чувства, каде што сликајќи го нивниот живот, истовремено и го истражува, и го проучува, и се консултира, за да се даде опис на народниот живот кој веќе не постои, атмосфера која веќе ја нема, податоци на документи што имаат вредност од минатото, а сето тоа не само да го преточи како пишана и неизбишлива трага, туку и во аудио-визуелен документаристички формат. Но исто така, за да сето тоа хроничарот го преточи во аудио-визуелен документаристички формат, потребно е да има, така да речам, домаќин, и водич кој покрај тоа што добро ги познава овие регии, има добри спознанија од досега неоткриените и историските збиднувања во овој временски период во овие регии, со надеж дека преку овој аудиовизуелен документаристички формат, а посебно меѓу помладите по раѓање или по потекло од овие регии, особено меѓу оние поупатени во областите на историјата и антропогеографијата, ќе се изнајат и љубопитници и ентузијасти кои за голем број прашања изнесени, делумно фатени или недопрени овде, ќе вложат и љубов и труд и знаење за да го доистражат и изнесат на виделина, спасувајќи ги од неправедната правна заборавот. Почитувани мои, ете како што вели народот, Господ сакал и овој пат да биде со мене, народски да се изразам, ми помогна да се пронајдам во овогодишниот коњанички и линденски марш и ова 2022 господово лето по 8 пат организиран од Сдруженијето на граѓани Манастир Пресвета Богородица Пречиста, Кичевска Коњаница, на 27 јули од многовековниот македонски православен христијанско благодетен духовен манастирски комплекс Манастир Пресвета Богородица Пречиста, меѓународот попознат како Кичевски манастир, заедно со Мавровско-Горно-Реканската Коњаница, тргнаа во правец на Слободарското Крушево, врвејќи низ Кичевско-Демихисарската и дел од Крушевската регија, посетувајќи ги вечните почивалишта на многуте незнаени знаени македонски синови во овие регии, кои ги положија своите животи на ударот на слободата и за создавање на своја независна македонска држава за време на Илинденската епопеја, за да на сам ден на Илинден се поклонат пред споменобележјето, каде што на 12 август 1903 година, бранајќи го Крушево како административен центар на Македонската република во историјата попозната како Крушевска република, чии граници се простирале во границите на Битолскиот и Солунскиот револуционерен округ, која слободна територија обстојувала речиси 16 на дена покрај војводата Питу Гури. Животот го положија уште 40 восстаници на Мечкин камен. Како по стариот мој обичај кога патувам низ Република Македонија, поново моје, така да речам, документаристичко патешествие, така и овој пат во раните утнички сати на 27 јули ова 2022 господово лето, тргнав во правец на Кичевската регија кон манастирскиот комплекс Пресвета Богородица Пречиста со моето возило, со стариот руски джип со камазот,
кој речиси 20 и кусур години ми е верен сопатник. По речиси сат и кусур време народски кажано возење по магистралниот пат Скопје, Тетово, Гостива, Кичево, свртувајќи лево кај крстосницата во непосредна близина на селото Другово, возејќи по дело 30 на километарската патна делница Кичево, Демир, Хисар, свртувајќи лево по асфалтираниот планински пат, кој кривулесто се избиваше низ планинскиот горостас Сочан, пред изгрејсон се стаса во Кичевскиот манастир, каде што стутканка Корловско гнездо се будеше огреан од утринските цраци на манастирското сонце. Откако така народски да речам пред да влезам во манастирскиот двор, малку се подспастрив и откако ги направив сите црковни метани пред манастирската главна порта, како по стар адет и обичај, неколку пати чукнав на манастирската дрвена порта. За кратко време се подотвори манастирското капитиче, кое беше дел од манастирската главна порта. Повелете, влезете, ве чекаат, само ве молам да се придржувате до манастирскиот ред, ме замоли монахињата од сестриството на Пречистанската обитеј. Во манастирскиот двор членовите на Кичевската коњаница ги привршуваа последните подготовки пред започнувањето на утринската литургија во чест на 14 члената овогодишна којница од страна на сестриството на Пречистанската обитеј и отец Макари Јеромонах од Бигорскиот манастир. Почитувани мои, продукцијата Маријофил заедно со мене и поточно кажано со моите соселани патувам низ Република Македонија, речиси 30 години. За овој временски период имам поминато некаде 1677 села. Неколку години има изминато како патувам со којницата Илинијски марш, кој што со традиција се одржува десетици и повеќе години. Ете го сакаше ова година да бидам со којницата манастир Света Пречиста Богородица, којница Кичевска, каде што од на 27 на денешен ден, 27 јули 2022 годишно Господово лето, ќе се упатиме горе во Крушево, ќе се упатиме на Слиба, ќе се упатиме горе на Мечки камен, да им дадиме почит на хероите кои што ги положија своите животи на одорот на слободата за независна Република Македонија. По светата литургија одржана од сестриството на Пречистанската обитеј и отец Макари Јеромонах од Бигорскиот манастир и светата заклетва во дворот на манастирот Пречиста во Кичево, на која пред Библијата, камата и револверот комитите се заколнаа на света и вечна завет на мајка Македонија, исто онака како тоа што го правеа револуционерните чети од пред илинденскиот и поилинденскиот период, и борците од народно-ослободителната борба на македонскиот народ за слобода и создавање на самостојна држава Република Македонија. Овогодишната чест представник на коњаницата воено и прв меѓу еднаквите војвода му припадна на правнукот на Даме Груев, смилевчанецот Јован Тодоровски. По светата божествена литургија и полагањето на светата заклетва, коњаницата го отпочна и официјално својот Илинденски марш 2022 година, спуштајќи се по криволестиот шумовит планински пат на планинскиот горостас Цочан, продолжувајќи го патот во правец на селата Манастирско Доленци, Србијани, а оттука низ делот на селбите од западната страна на градот Кичево, упатувајќи се ко планираната локација каде што се спои со членовите на Мавровско-горнореканската коњаница, од каде што двете коњаници ја започнаа заедничката свечена маршрута со свечено дефиле на главниот булевар Ослободување во Кичево, во правец на главната градска црква Свети апостоли Петар и Павле, каде што Кичевското црковно парокијство ги пречека со богослужбена литургија и им посака благословен и среќен да им биде патот во правец на Крушево. По пречекот и испраќањето на коњаниците од страна на свештениците од Кичевската парокија, Кичевско-Мавровско-горнореканската коњица се упати во правец на родното село на војводата Јордан Пиперката, најсетне поминувајќи ни селата од старата општина Другово, самото село Другово,
подсетувајќи ги спомен обележјата кои се наоѓа попатно влегувајќи во селото по Полжани, па оттука селата Видрани, Брждани, Свињишта, пристигнувајќи пред вечерината во селото Козица, каде што мештаните од ова село ја пречекаа и каде што ноќеваа. Почитувани мои, така да речам, пред да ве запознам со новата маршрута на коњицата, предлагам да ви пренесам дел од моите досегашни сознанија, копајќи низ балканските архиви за историското битисување на селото Козица во продолжение на оваа репортажа. Селото Козица се наоѓа во областа Копачка, во јужниот дел на територијата на општина Кичево, во јужниот дел на Кичевската котлина, чиј атар се допира со подрачјето на општината Дебарца. Селото е ридско, на надморска височина од 740 метри. Од градот Кичево е оддалечено 13 километри. Соседни села на селото Козица се Свињишта, Белица и Кладник. Козица е село од збиен тип, со две мала, горно и долно мало. Денешното село било основано во слично време со околните населби, како Јудово и Брждани. Се верува дека селото било основано од доселеници од раселеното село Лакајца, кои се наоѓало во долината на Беличка река. Козица е дел од старите населби во Кичевската котлина. Под истото име се споменува во турските пописни дефтери од 1476-77 година како дел од Кичевската нахија, кое броело 16 рисјански фамилии. Според податоците на Васил Крнчов, во неговиот научен труд Македонија, етнографија и статистика од 1900 година, во селото Козица живееле 585 жители, сите македонци. Според екзархискиот секретар Димитар Мишев, во 1905 година во Козица живееле 592 жители. Додека пак, според статистичките податоци кои се водат за 1905 година на Крсто Димчев, во Козица живееле 78 домајќинства, од кои 48 гурбеџиски, 70 мажи, 17 жени кои знаеле да читаат и пишуваат писмо и 194 мажи, 145 жени кои не знаеле да читаат и пишуваат писмо. Според истражувањето на Јован Трифуновски, издадени во неговиот научен труд на селбите во окупацијата, заклучно со 1960 година, за селото Козица го запишал следното. Староселски родови кои потекнуваат од предци доселени од раселеното село Лакавица се Манчевци, Матевци, Тутаковци, Чолаковци, Бубулевци, Здравевци, Смилевци и Трпевци, додека пак семејниот род на Дамјановци доселен е од соседното село Свињиште, а семејната лоза на Цветановци води потекло од селото Слатино Дебарца. Според истражувањата пак на Томас Мијанич во периодот од 1921-1926 година, семејни родови кои во тоа време живееле во селото Козица се Манчевци, Тутаковци и Аврамовци, кои се доселиле од раселеното село Лакавица, додека пак Дамјановци доселени се од раселеното село Требинчево, кое постоело во атарот на селото Трапчиндол, додека пак Стојчевци водат потекло од селото Слатино Дебарца. Втората половина на 18 век за Козица е период на обновување на селото испразното со пустошењето на турскиот башибозук, кој броел околу 200 души, чие нивно уништување го извршил аскерот под водство на Дозанага, Кара Мустафа бек, Абдулага, Сейди бек, Јордан бек и Назис Ахмед бек, додека пак Хаджи Шукри бек, Аил бек и Исмаил Казаз Ага, Тевди бек,
Аджи Абдула бек и Аджи Руфет бек припаѓале на солунскиот турски род Казаслар, лично ги набавиле ферманите и одобренијата од султанот за реобнова на разрушената црква Света Петка. Селото Козица уште од памтивека имало учени луѓе, како што велат самите мештани. Според пишаните документи, првото училиште почнало со работа во 1849 година во црквата Света Петка на македонски црковен книжевен јазик, а според пишаните документи, прв учител бил попот Јоанија Миладинов од семејниот род на браќата Миладиновци. Во учебната 1900 до 1902 година во Козица учителствувал попот Лазар, даскалот Радован, а за време на неговото учителствување е формиран огранокот на тањата македонска одбраничко-револуционерна организација, прв во оваа регија. Во селото учители биле и Стојадин Димитриевич, родом од Вевчани, Боривоје Ристич, Богоје Савич, Љубиша Сављевич, Љубица Сављевич, Атанас Лазаревич, Даме Лазаревич, Крсто Трбосич и многу други. Во подалечното минато, мештаните од селото Козица учествуваат во борбата за ослободување на македонскиот народ од отоманското владење и за самостојна Македонија, како во претилинденскиот, илинденскиот и поилинденскиот период, првата и втората Балканска војна, првата Советска војна, каде што за потребите на боиштата мобилизирано во разните војски, речиси било сето население, а пак дел од мобилизираното маско население, кое било испратено на фронтовите, поголем дел не се вратило во своите родни огништа, а на многумина до ден денешен не им се знае громнината. А исто така, неколку души од ова село на одорот на слободата на македонскиот народ за создавање на македонска држава во народно-ослободителната борба ги положија и своите животи. Може ли да ни ги посочиш кои се илинденците на оваа спомен плоча, кои се од народно-ослободителната војна? Илинденците до 1903 година, па и навака се одовде. Јордан Пиперката, Начо, Арсо, Кочо, Билбил, Миладин, Јован, Силјан, Дејан, Мише, Милан, Тирчо, Јелисеја, Миладин, Герасим, Начо, Синадин, Кочо, Алексо, Кочо, Димко, сега Лачо, да, Стојко Китановски, Ненад Трифуновски, до тука се илинденци. Така. Одовде надолу се Васил Мојсовски, Стојмир Трајановски, Кире Миладиновски, Тасе Трајановски, Стојан Петрески, Круме Пиперковски, Богоја Божиновски, тие се погинати во народно-ослободителната борба 1943 година. Дел од овие се во Срем загинати. А дел тука се, нели, рачистување на тоа после ослободувањето, татоци и така натаму. Ова да ми кажеш, ти се радува ли душата кој ќе дојдеш од во твоето родно место? Па како не, не можам во годината, ако не дојдам тука, не можам да живеам. Тука храна е. Тука е чист воздух, село убаво, луѓето мои со кои што сум растел, знаете, тоа е убавина. Тука се видам со сите, за Илинде поготово кога ќе дојдеме, кои се насоберат од секаде доаѓаат луѓето. Тоа е посебно чувство, што да ви кажам. Bistre vode
nigde nema pomilo. Od rodno selo nema najmilo. Kraj reka Belicka, biše život obavina. Kraj reka Belicka, svega je život obavina. Kozica, slavno selo, Belić Alvarsko. Kozica, ovo pesma o Beljanu. Селото Козица, стуткано како орловско гнездо, се будеше окрајано од утринските зраци на козичкото сонце, каде што коњаниците привршуваа со предпојдовните подготовки по новата маршрута. Уште рано из утрината коњаниците накачија преку Белички рид во правец на селото Белица, каде што беа пречекани од местното население во дворот на црквата Свети Ѓорѓија, каде што во чест на коњаниците местното население ги почести членовите на коњаниците со утрински доручек. Почитувани мои, предлагам дел од овој пречек од страна на шаланите од селото Белица да проследите во продолжение на оваа репортажа. Во име на одборот на места заедница Белица и во име на местното население сакам да ве поздравам. И во иднина да биде коњаницата или четата со уште поголем број на војводи и комити. Исто сакам да ставам акцент дека ова е најсвечениот ден или детското востание на Република Македонија. Со оваа традиција што трае со децени и години, покажуваме на Европа и на светот дека постоиме од пред неколку века, а не некој што сака да бидеме држава од 1945. Вие ќе одите за Крушево. Ви пожелувам среќен пат и добро здраве и све најубаво во животот и добро расположение на Илинден. А ние беличаните традиционално од пред неколку години одиме организирано со неколку коли во Пуста река на 1 август кај прадедови и дедо на мајка ми Вујковците на споменикот на војводата Лазар Груевски да му положиме цвеќе и да запалиме свеќи. Лазар Груевски со неговите 13 комити или соборци е предаден на 27.10.1905 во Пуста река. Во долга битка со турскиот аркес згастува животот на војводата Лазар Груевски и неговите соборци. Но нивното дело за македонскиот непокор, за независна Македонија останува како аманет и ден денес да го продолжат идните генерации. Славим на сите кои го дадоа својот живот за независна и самостојна Македонија. Честити векови да Илинден, македонци каде сте во светот, да живее Република Македонија.
поклонението во црквата и утринскиот појадок и малиот одмор, кој беше предвесник на напорниот ден на Илинска планина, којњаниците се упатија во селото Велмевци, непокорот во борбите во Илинденската епопеја, каде што и овдека којњаниците беа пречекани од соборскиот народ. Почитувани мои, пред да ги видите поклонението на којњаниците пред вечното почивалиште на војводата Јордан Пиперката и неговите соборци, кои го изгубија својот живот на 10. август 1903 година на Суво поле, крај Цер, предлагам да ги надополните вашите сознанија за легендарниот македонски револуционер Јордан Силјанов Пиперков во историографијата попознат како Јордан Пиперката, со историографските записи со кои располагам, копајќи низ балканските архиви во изминативе години, да проследите во продолжение на оваа репортажа. Јордан Силјанов Пиперковски, наречен Јордан Пиперката, е роден во селото Козица на 23. јуни 1870 година. Детството го поминал во времето на немири и превирање во Македонија. Односот на турските власти кон македонскиот народ тешко го поднесувал. Опфатен од мислите за тешкиот живот, иако мощен млад и неискусен, постојано во него горела исконска желба да му се спротистави на непријателот и набрзо се одлучува за самостојност и ајдукување. Запознавајќи го подобро ајдучкиот живот и целта на изведените акции, доволно ја презрел заблудата од бугарската владина и дворска дејност, намерата незина да го уништи секој зародиш на македонската револуционерна дејност за слобода на македонскиот народ и за создавање на самостојна македонска држава. По неколку годишниот престој во Пиринскиот дел на Македонија, во 1897 година, Јордан Пиперката со својот соборец Марко Лерински пристигнал во Кичево. Дознавајќи за неговото пристигнување, организацијата во Кичевско набрзо воспоставила контакт со него, а во 1897 година станува член на првата организациона чета на војводата Дуко Тасев од Кичевско. Јордан Пиперката бил одличен стратег, надарен од природата и вооружен со умствени дарби. Во 1901 година пристапува во четата на Никола Русински, а истата година е наименуван за војвода на Демихисарскиот регион. Дејствувал и во Крушевско и Кичевско. Сите акции што ги презел Пиперката во текот на 1902 година многу брзо се пренесувале и се разгласувале меѓу народот. Од ден на ден растела неговата популарност. Секаде каде што имало потреба, Пиперката итал на помош. Народот во него не гледал веќе ајдук, туку револуционер, борец, кој секогаш бил со нив, меѓу нив да им помага да ги одбрани од напаѓачите. Јордан Пиперката е еден од најхрабрите и најпопуларните револуционери и војводи од времето на Илинденската епопеја, учесник на Смилевскиот конгрес и учесник во Илинденското востание. И покрај неколкуте успешни битки во почетокот на Илинденското востание, во Демихисарскиот крај и во Кичевско, неповолните вести за положбата на Крушево продолжиле да пристигнуваат. Републиката вивнала во пламен. По крвавото задушување на Илинденското востание, Јордан Пиперката не го остава својот народ, останува во Демихисарско заедно со својот народ. По задушувањето на востанието, предавствата не стигнуваат, напротив, од ден на ден се повеќе се случуваат. На 28 декември 1902 година Јордан Пиперката и неговата чета биле сардисани во Демихисарското село Брезово.
Благодарение на мобилизацијата на припадниците на организацијата од околните села кои пристинале на помош, четата на чело со војводата успеала да излезе од обрачот. За овој настан британските дипломатски представници писмено ги известиле британските власти, во кој документ е забележано следново. На 28 декември 1902 година во Брезово, оддалечено 6 часа од Битола, 25 жандари под команда на еден поручник опколиле 2 куќи во истото село и 12 комити кои се наоѓале во куќите. На помош на комитите дошле уште 15 луѓе од едно соседно село и им овозможиле да се извлечат. Куќите биле запалени, 2 од комитите убиени, 2 селани биле ранети, а поручникот бил смртно погоден. Освен со предавството и смртта на својот соборец Веле Марков, војводата Јордан Пиперката се соочил со уште едно предавство, овој пат во кичевското село Белица, каде што еден од шпиуните не само што ги предал сите припадници на организацијата, дури на отоманските власти им кажал кој каква пушка и колку фишеци има. Со списокот врака, османлискиот аскер дошол во селото Белица. Луѓето биле тепани и малтретирани. Поради тоа, Пиперката отишол во Битола да бара одобрение од окружниот комитет да бидат казнети неколку предавници од селото Белица. Добил одобрение. Заради извршување на екзекуцијата над посочените предавници, Пиперката побарал помош од соседните чети. На помош дошла четата на Дејан војвода и Охридската чета под раководство на војводата Поп Христов, четата на Крушевскиот војвода Ѓурчин и четата на Петар Ацев. За овој настан Дејан војвода го забележал следното: 5 селани, 4 селанки ги казнивме само со тепање, а 4 мажи ги врзавме за да ги казниме со смрт. Ме определија мене со 5 другари во станици да ја извршиме казната сред село. Ги стрелавме. Од Белица имаше многу луѓе кои шпионираа. Токму затоа оваа казна над предавниците беше извршена пред очите на селаните. Наштото представува изведување на одредени подвизи од кое што нема никаква корис они што ги изведувал тие јуначки подвизи, меѓутоа има голем ризик од негов губиток. За јунаштво потребно е исклучително голема храброст. Имено јунаците требало да донесат одлуки во тешки околности и да ги спроведат тие одлуки на дело. Меѓутоа, спроведувањето на дело на тие одлуки носело голем ризик по нивниот живот. Меѓутоа, тие храбри јунаци, тие херои ги гледале на смртта во очи и не се плашеле од неа. И најмалку што можеме ние да направиме за нив е да ги чуваме спомените за нив и да ги пренесуваме од генерација на генерација и да не дозволиме никогаш да бидат фрлени во заборав. Овие војводи, овие херои кои што не задолжиле со тоа што ги дале своите животи, се вистински репрезенти на македонскиот пркос, на македонскиот понос и на македонскиот непокор. Овие три особини, пркосот, покорот, поносот и непокорот, не се мани, како што ви рекле нашите северни соседи северлини, со кои што ние треба да се гордееме, бидејќи поносот ја идентификува својата собствена личност и својот собствен идентитет. На 10 август 1903 година, откако Јордан Пиперката дознава на приближувањето на османлискиот обрач, предводен од Бактиер Паша кон Кушево, извршил прегрупирање на востаничките сили, при тоа тој се нашол кај селото Големо Црско, за да го нагледува патот од Кичево кон Кушево, кој водел преку селото Цер. При тоа неговата цел била да го заштити населението од овој крај од османлиските жестокости. Во меѓувреме, еден востанички одред отвори оган кон еден османлиски одред кај местноста Коприварник
во близина на селото Цер. Бахтијар паша, знаејќи ја гордоста на Јордан Пиперката, посебно кон селото Цер, решава да го навреди револуционерот со палењето на селото Цер. Јордан Пиперката, револтиран од оваа поштапка на Бахтијар паша, решава да оди за селото Цер со намера да им помогне на голораките селани, минувајќи покрај селото Слп, наишол на една турска потера, каде што по повеќе часовна борба и покрај тоа што поголемиот дел комити од неговата чета успеваат живи да се излечат, Јордан Пиперката го положува својот живот на ударот на слободата на македонскиот народ за слобода и за создавање на своја македонска држава. Неговите преживеани комити вечерта се вратиле на местото на погибијата на нивниот војвода и заедно со неколкумината починати комити ги погребале на височинката на селото Велмевци, од каде што целата колија се гледа на дланка, со тоа што му го исполниле заветот на Јордана, кој намерно ја одбрал ова височинка оттука од високо да го нагледува својот регион за вечни времиња. Овие луѓе, млади луѓе кои што ги дале своите животи за ослободување на својата сопствена татковина, биле честити и храбри луѓе и не заслужиле да бидат убиени. Не може да биде причина за нивното убивање тоа што се бореле за да ја ослободат својата сопствена земја од поробувачите и да живеат во мир и благосостојба. Ние мораме секогаш да се воодушевуваме и да им се восхитуваме на нивното дело, затоа што тие ни ја донесле оваа слобода денес во која ние живееме и уживаме. Нашата земја Македонија со своји сопствени сили се ослободила од поробувачите. Само во текот на Втората светска војна ние сме дале преку 25.000 жртви, а уште неколку пати повеќе од тоа повредени и ранети кои што останале трајни некои инвалиди од борбите со фашистичкиот непријател. Сите овие млади луѓе загинале со отворени очи, сонувајќи ја слободата на својата единствена татковина. И оставиле аманет до идните генерации дека никој не смее да се подигрува со нашето славно историско минато и со нашето идентитетско наследство. Со херојската смрт со која што загинале, тие луѓе останале бесмртни за секогаш. Знаете како велат дека човек не умира тогаш кога ќе го погребат, туку умира тогаш кога ќе биде заборавен. И сите овие војводи, народни херои, борци кои што ги дале своите животи, ќе останат за секогаш бесмртни. Сеќавањето на нив, на овие јунаци, на овие херои, не треба да биде само денес на овој светол ден и денес на ова свето место, туку секогаш и секаде каде што не има во светот. Секаде до каде што зрачи нивната светлина. Овие храбри момци и луѓе имале силен дух и силна волја затоа што се бореле за слобода и за правда. Борбата што тие воделе, односно револуционерното дело и ослободителното дело успевале затоа што биле засловани на законитост, на честност, на морал, на праведност и на објективност. Иако тие јунаци, тие војводи, тие херои загинале, нивното дело никогаш не загинало и нема да загине и ние ги уживаме благодетите од тоа нивно дело. И аманетот што ни го оставиле овие борци нам, на сите генерации, е жив оган кој што и ден денес гори во секој од нас. Јордан Пиперката остана бесмртен легендарен војвода, низ приказните, низ песните и трајно е вселен во свеста на поколенијата како бескомпромисен борец за слободата на Македонија.
Одморот и ручекот, кој беше организиран од местната заедница и добронамерните селани, коњаниците се упатија кон Илинска планина, која сама по себе представуваше предизвик за коњаниците, искачувајќи го чинород на Илинска планина. Коњаниците навлегоа во Демихисарскиот дел од маршрутата, каде што вечерта преноќија во конаците на Илинскиот манастир меѓу демихисарци попознат како Илинска црква, од каде што погледот и чистиот воздух може да се почувствува само таму. Моментално се наоѓаме Илинска црква. Тоа е место на околу 1400 метри надморска височина на Илинска планина, во манастирот, во манастирскиот комплекс Илинска црква. Тука на ова место од кое што се гледаат двете езера, Преспанско и Охридско езеро, а од другата страна е Демирисарскиот крај, поточно селото Илино на околу 6-7 километри. Значи да имаме некоја представа точно кај се наоѓаме. Рутава ја продолжуваме од овде денеска тргнуваме околу 8 часот, тргнуваме кон манастирот Свети Петар и Павле во село Смилево. Меѓутоа попатно застануваме на едно место викано Еврејка, на околу 5-16 километри од овде, каде што имат една добра легенда, која што ќе ви раскажам кога ќе стигнеме на местото викано Еврејка. Почитувани мои, како коњаниците преноќија во Илинската црква и како ги завршија предподобните подготовки за тргнување по новата маршрута во правец на Крушево, ќе ви пренесам во продолжение на наредната репортажа.